Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме заедно со вас и денеска 30 минути ќе направиме едно убаво кулинарско шоу. Се надевам дека ќе ви бидеме интересни, затоа што, како велата, две жени во кујна било многу тешко, ама ние бидејќи не сме свекарва и снаа, ниту мајка и керка, ниту две јатрави, туку две колешки, па мислам дека лесно ќе се снајдеме денеска за да направиме интересна емисија за вас. Да ве поздравиме сите, каде и да не гледате и од кое место. Најбитно е да сте ни здрави, живи и многу среќни. Да си ги поздравиме пријателите на емисијата. Поздрав до пријателите од Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите на Стокомак. А сите вие кои што на вистина вас ви се потребни по-голем број на продукти или нешто што вие сте си го замислиле како ваш семеен рецепт, обидете се да си ги пронајдете во големите маркети на Стокомак, каде што, мислам, не постои град каде што нема продавница на Стокомак. Да ги поздравиме и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, налепници Македонка обоени во црвено, така си и рафтовите во Стокомак, каде што можете да ги пронајдете сите наши производи, односно производи со македонско потекло. Купувајќи ги производите со македонско потекло, ги стимулирате македонските производители. Затоа на здравје на ручекот на сите оние кои што ќе си купат македонски производи. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, кој што се наоѓа на Пластичарската улица до самиот мост. Кога велиме продавница за апарати за домакинството и се за домакинството, верувајте ми, навистина баш се можете да најдете за домакинството. Почнувајќи од една простирка за пред врата, па завршувајќи до елементи за вашите домови да си ги обновите, навистина убаво да изгледаат. Најмногу ќе се радуваат децата за детските соби, потоа убави теписи, теписони стази, навистина убави ламби, убави лустери, апарати, баш се кои што може да ви помогнат за побрзо да сготвите и направите ручек или десерт и други пропратни интересни работи. Не откриваме се, посетете ги за да се уверите во вистинскиот квалитет и убавините на продавницата Мост. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско, сувомеснати производи со посебен вкус. Не постои човек кој што не ги обожува, затоа што навистина се супер и било од кој од производите да ги земете, навистина ќе бидете израдувани, ќе бидете најадени, затоа што ПК Беско е ПК Беско. Значи, поздрав до нашите пријатели од ПК Беско. Епа така е. Пријателите си ги поздравивме, ве поздравивме вас, најголемите пријатели на Канал 5 телевизија, а јас сега ќе си ја повикам мојата пријателка, која што денеска ќе биде заедно со мене, а е со вас постојано наутро. Сите сакате да ви каже убаво утро, убав ден, денеска какво ќе биде времето, па драги гледачи, ако имате проблеми со срцето, не излегувајте на сонцето и се така симпатично и убаво нашата Јелена. Јас си ја повикувам Јелена повторно. Добре ми дојде. Добре ме најдов, Дракче, здраво. Јако си ми, добре. Супер, одлично, ти благодарам многу. Многу се изнасмеав на најавата која што даде дека не сме снаа и свекрава. Јас знаеш ли што сум си размислила за себе? Јас мислам дека мене ми треба некоја свекрава, таква некоја модерна, странска некоја свекрава. Јас ако имам некоја наша свекрава од тука, како што не знам да готвам тие традиционалните јадења, не мислам дека ќе бидеме во добри односи со мојата свекрава. Така да таква некоја. Не ќе кажеш, што не се замара толку многу со мајко, јас не знам да готвам, но јас ќе пеглам денес. Леле, немој, најнешто што не уживам во животот е пеглањето. Така да секако да и го чувам синот, може ли така? Така, ајде, со љубов да се чува синот. Така е, да се ги поздравиме нашите гледачи, ти благодарам многу на најавата. Поздрав почитувани гледачи, денеска со нашата почитувана Дракче ќе сготвиме два убави рецепти. Јас оној поедноставниот, Дракче малку тој покомплицираниот, ама мислам дека ќе имаме одлична емисија. Имаме одлична емисија. Морам да кажам за сите оние кои што не гледаат сега, Јелена, освен тоа што е наш водител на утринската програма, таа е и амбасадор на продавницата или мини трговскиот центар Мост. Наскоро се надеваме дека освен во градот Скопје ќе имаме и во другите градови во Македонија, па Јелена ја има таа можност да
сите апарати за домаќинството и се што таму се наоѓа го презентира Така е. на еден посебен начин, а се договоривме двете, бидејќи нашиот реализатор вели Драгче ќе оди со лифтот, а Елена по скалите на мост. Да. За да можеме да направиме убава презентација на мини трговскиот Така центар. е, Драгче. Да, и денеска исто така ќе готвиме во нашите омилени производи од МОС. Јас нешто кој што најмногу го користам е овој мини блендер. Посебно сум кажала и во претходните емисии, доколку имате помал стан, имаат помали апарати каде што и те како идеално можат да се вклучат во вашата кујна и поголеми нормално. Кажавте вие и Драгче, од пракчето за дома, од пред врата, па се до детски соби, лустери и теписони, Така. апсолутно се можете да си најдете во МОС. Јас многу често зборувам и на социјалните мрежи во Ќе ми нив. асистираш прво мене. И ги прикажувам, ете така. Инаку да кажеме на нашите гледачи дека денеска ќе правиме тостерки. Но благи стапчиња тостерки. Ете така, во тостерот на Арзум. Сега, ова искрено, јас прв пат на емисија со Драгче ќе го користиме Арзум, иако блендерот сме го користиле, а во блендерот ќе направиме А јас здрав сладолед. редовно го користам. Ти знам дека го користиш, јас не го користам, па сега да видиме и нели на дело како функционира. Ете така. Бидејќи сакам заеднички, Асистенција, да, и јас да асистенција помагам. малку, не, тоа добро, поради добро. јајцето, ајде сега ќе ми Таква свекрава некоја како тебе ми треба. асистираш, за да бидеме нели една свекрва што нема да ти наоѓа многу Мани. и замерки. Повели сега лажичка, јас ќе го матам ова со малку шеќер, а ти ќе ми додаваш брашно. Ти стои тука. Ајде, зборувај, Елена, ако нешто да додавај ми кажеш. брашно. Колку, драга Ајде, Драгче? полека. Види, ја да научам нешто. Ајде. Животот не знаеш кај ќе те Ето однесе. така. Ајде. Еве, Лесни се, а многу вкусни, децата ги сакаат. Ние ќе направиме пола доза, затоа што, бидејќи толку ни е емисијата, за да успееш да го направиш и ти твојот рецепт. Да. Да ти ставам уште една. Ќе ми го додадеш сега млекцето, пола. Да. Така, Добро, сега јајца, го брашно, млеко, Така. пола од ова. Така, додадовме малку шеќер, Ај, шекер ставивме. за да биде благо, бидејќи ти сладолед правиш. Да, ама јас правам здрав сладолед без шекер, да се Овде- подсетиме дека јас Замисли дека ова е многу здрав, бидејќи ќе биде пола лажичка. Драгче, ова ми е мене непријател овој шекерот. Чекај, ветловичката да ја тргнеме. Уште да ставам или не? Кажуваме. Ајде додавај ми брашно, стави го тука за да може нашата камера да не следи. Ајде. Двете. Ете така. Кажи ми и ти како се помина во МОС кога беше, затоа што моите патувања во МОС се секогаш посебно доживување, затоа што има толку многу работи, нели ние како жени. Да. идеш и Се губиш. И се сакаш. Точно, бидејќи навистина има што да се види, додај ми уште малку? две А, лажици, уште две, потоа добро. путерот и маслото. Готово, договорено, еве уште една. Ајде. Мене најмногу прв пат кога отидов, многу ми се допадна, не знам дали сме кажале некогаш, они имаат и козметика од магарешко млеко, што е доста добра. Не знам дали ги виде сапуни. Ги видов и морам да ги пофалам, затоа што дел од нашите гостинки, кои што добија ваучери, одбрале толкумо Навистина. од тие производи кои што сега ти ги кажа, бидејќи се ексклузивни. И Да, не можеш на многу места да го најдеш тоа. Во МОС ја има цела козметика, имаат еден Да, цел еден да. штанд таков со креми, со сапуни. Луѓе, Клеопатра. Значи, ако треба нешто да купите од таму, тоа мора да го купите. Ќе биде убаво. И Кажува, вела, јас ќе се зборам. Мириса вика целиот дом мириса на убавина, од И за тие кожата преубави. како ја Така. подхранува Ајде магарешкото уште малку млеко, да знаеме додадеме какви брашно. бенефити има. Секунда само, да, Клеопатра се бајњала во такво Да, млеко. во магарешко Да, ја млеко. барав на Google, видов слики, навистина е тоа така. Навистина, а јас сум била, ги посетив барем 3-4 места, каде што и живеела, и базините на Клеопатра, кои што се наоѓаат ти беше. ете во Турција. И имам и слика таму во базените, но сега се со лотоси. Нема магарешко млеко. Добро, Ајде, сега уште бараме по ново брашно. време мора нешто по инстаграмово, како викаме ние по млади. Ајде, Нешто уште, по джиджи-миджи. уште.
затоа што не постојат можеби веќе кој одгледува толку многу за да се полни базен со магарешко млеко. И затоа е многу скапо. Да, во право си. Инаку она кој што мене сега ми фати окуми за последните теписончиња имаат многу теписони. се преубави. И за кујна на пример со такви интересни дезени, на пример, тие ми се многу убави, баш се практични такви убави, не зазимаат место, а се многу убав дизајн и лесно се одржуваат. Тоа па најважно. Чека, тука завршивме со брашното. Јас ќе си додавам сега. Сега ти таму провери ми го тостерот. Да видам температурата. Така, за да можам да Драгче, јас го ставив на средно. Ајде, нека биде малку сега појачиво, затоа што јас додека ги наместам ракавиците, да измесам стапчињата. А зимно време ова ќе биде идеја. Јас ќе дам зимно време овдека да готвиме, затоа што зашто топло ќе ни биде, нели? Да. Можам да се загреам, кај ме викна летно време да дојдам. Ова ти изгледа на како огниште, нели? Да, многу грее. И така, драги наши, ќе правиме ние сладолет и стапчиња. Здрав сладолет со стапчиња со шеќер во нив има малце, ама малку. Ако додадеме мед, многу ќе се лепат и затоа не можевме да додадеме мед. Јас вака само ќе си додадам, колега. На Драгчи се проверени овие, само да кажам. Не е нешто што прв пат го правиме. Ги сакаат и колегите, ама стапчињата не сме ги правеле и затоа сега стапчиња ќе правиме. Ама дома се ги правела 100%. О, па да. Како се вели она, затоа што ти направи проблем, морав да го правам твојот пудинг неколку пати, затоа што веќе имам младо друштво. Ништо, Драгче, ти треба ме викнеш мене на гости кај тебе дома, па јас да го направам. И да се поканиш тука гости и јас. Одлично. Ала Јелена да биде. Нека кажам, драги комшики, дојдете, Јелена ќе ни биде гостинка, кај мене дома ќе прави пита со сирење. Јас да правам пајде со сирење. Да снимате си. Ја направив. Не, јас знаеш што, сакам да ми гледаат на кафе, Драгче. Знаеш колку сакам на кафе да ми гледаат? Така ќе треба да бараме некој исклучителен што знае. Да, значи за да те воодушеви. Не, нема што да ме воодушеви, јас знам што ќе ми каже, се ми е супер. Можеш да ја повлечеш и водата, и брашното, сега и шеќерот. Да, и шеќерот. Се ова да се ослободи, јајцето веќе не ни е потребно, за да можеме да работиме. Направи се, Драгче, ја тука зборам за кафе гледање. Ти си ја свати сериозно работата, ја не ја сватам. Така, за да можеме да ги средиме стапчињата, за полесно да ми бидат таму. Чека да видам ова до кај. Ого, добро, грее, нели? Супер. Одлично. Ете така. Баш ме интересира какви ќе бидат овие стапчиња, јас навистина не знам. Можеме и стапчиња да ги направиме, можеме да ги направиме и округли, како сакаме, но рековме ќе направиме за сладоледот, но и дел што ќе ни останат ќе бидат и топчиња, зошто да не. Нема да се фрлат. Штом колегите сакаат, нема што да се буниме. Овој за колегите тука треба да се касне. Да. Ај баш да видам само што правиш. Да. Вака. Интересни стапчиња кои ќе ги ставаш нели на сладоледот, за да бидат интересни. Како овие во град во сладкарниците кога ви додаваат чадорчиња, па да бе, да ни земат парите, се ни додаваат. Чоколадциња, не знам што. Најинтересно ми е кога ќе ги стават оние во боја. Како се викаат оние зрнца во боја? Да, тие за малите деца. А тие толку се тврди. Не ти зап да ти падне туку, ајде, нема. Се за модата. Како ама да се слика тоа на Инстаграм. Како велиш ти? Ете така. Тоа се за на Инстаграм, Драгче, се си повлекува. Прво, знаеш како викаат, токото јаде, па после ти јадеш. И кажи ми мене, ти како се, освен она козметика, што ја бенди себе јас кога влегов, видов нов апарат, кој што сакаме јас и ти во следната сезона да го презентираме, затоа што навистина е интересен. Еден апарат кој во исто време можете да правите скара, да направите манџа и кафе. А го имаат во носи е прекрасен. Сега скоро, јас не сум била толку многу скоро да го знам овој апарат, ама ти што велиш, значи баш би сакала, да, тоа би било идеално за во емисија да смислиме нешто. Во исто време и е многу убаво да биде, ете, тоа како семен апарат. Да, семен апарат кој што ќе си го имаат домакинките и во исто време може да си
што е на минути, на тајмер. Да си правиш неколку рецепти во исто време. Во исто време. Мене најмногу, јас мислам, ерфраерот нема да го заменам никогаш од Бидејќи ти е јас сум заљубена во тој ерфраер, затоа што навистина ми е многу практичен, драгче. Многу време не ми одзема, навистина се што правам, греам, готвам, се ми е во ерфраерот и навистина не би го заменила нека слушнат и јас ќе одам да не го заменувам. Да си земам. Значи, овој ерфраер, не знам. Веќе не го менуваме и јас ќе одам да си земам за да не го менувам, да ми помогне. Не се менува, како да ти кажам. За да ми помогне и мене. Ете така и Жештено ли е тоа? жештено е ти. Тоа почна. Ајде, чекај. Ајде. Ставај. Чекај да видам на температурава дали сум направила нешто, да не сум направила некоја утка. Не. Инаку јас многу што сакам исто во мос ми е порцеланот, драче. Јас сум прекрасен. човек што сака кога ќе пие кафе да го пие во убав филчан. Толку убав порцелан со злато, кој што е и многу скап. Ама има и поевтин. А има ли и поевтин? Како Добро. не? Да, има и сега. Ајде сега затвори Чекај. и притискај. Ајде сега да те Ако учам. ги изгорам сега на овде на телевизија, Ако ги изгориш, ништо веќе нема да доаѓам повторно. па рече странска свекрва нема да ти се љути. Па да, некоја таква што Ке не се кажеш, замара со нас, не живее со нас. ова е ваков рецепт, мора да се подгорат. Не, странските такви модерните, они не се замараат за такви работи. Она нема ни да знае ја дома што правам, што готвиме, што не. Ќе кажеш, ова е рецепт кој што мора да се подгори малку. Иде, може да дојде она да наручи кај нас дома. Македонската снаодливост. Инаку што сакам, опа, чекај, кажи ми кога да подотворам за да црнам. Ајде да видиме како. О, одлични си. Драгче, што е ова, жити се? Ајде уште малку. Ова тостарка што личи на тостарка. Тостарка што личи. Сакам да кажам за порцеланот. Значи, јас сум лик, на пример, дома кога ќе си стави нешто, не знам, колачиња кога ќе си направам, се сакам да биде во убава чинија, во убава тацничка, нели, како што кажа филџанот да ми седи во И симпатично да изгледа, да. На терасата кога пием кафе, значи на масичката сакам да имам убава тацна со убава шолја за да сликам и за да пием кафе да уживам. Во мос има толку многу Како вчера добри. што се беше изнасликала, леле, па ви се молам, беше сите оние кои што те гледа, сигурно им се приспа веднаш на една таква убава гарнитура. Значи, драгче, јас многу Одлично, посветувам внимание на деталите во мојот дом, затоа што прво јас сакам мене да ми биде удобно и нели супер да се чувствувам така релаксирано и многу се инвестирам во тоа и постојано си менувам детали. Затоа многу сакам порцелан, денес една чаша, утре друга тацничка, друга вазничка. Буквално во МОС има толку многу работи што можете да си ги одберете за баш секој ден од неделата, така вика. Кога бев на твоите години, си мислев и си правев чуда. Многу интересно е што јас домот го украсував според годишното време. Да, и тоа сум го слушнала. Па добро, зимски декорации, летни декорации. Ете така. Ама сето тоа веќе ме заморува и кај мене веќе се едно исто годишно време. Само може да се додават ама убави работи кои што елка за нова година и тиква за мора да ја септември, извадиме октомври. елката, инаку имам во двор живи елки, така да ги заменуваме, не? Тракче, само ја не дојдов кај тебе. Само ти немаш дојдено, од колегите сите имаат дојдено. И го снимија мојот двор неколку пати Канал 5 телевизија. Не, ја сакам со колегата Бубе да дојдеме едно кафе да се напиеме. Едва ќе чекам, ќе биде тој мој ден на празнување. Да, кога ќе бидеш слободна. И не сакам ништо да готвиме тоа, затоа што цело време готвим. Чекај да не ги изгорам тука. Ајде. Чекај, дај да треба ли да ги свртам или не? Не, секако се печат од двете страни. Се молам, кажи што сакаш. Мораш да ги извадиш во црното тањирче. Црното одма. Полека, само Чекај, не со рака не фатам. едно вилушче. Одма ќе земам. За да јас ракавица имам за да не со вилушка. Ете така. Еве како се договоривме, ќе имаме и топчиња и вакви. Добро. Одлично. Дали име доста или уште малце? Да заруменат. Уште една минутка малце да фатат можеш бојче. да си работиш и ти. Да ти го ослободам теренот. Јас се скржам од работа денеска. Ќе се скршам. Да најавам. Ама добро, ти од утрото работиш.
Значи, затоа ова поплавното кај тебе веќе сега е Како премногу ми е? овој ден. Да. Ти треба- Сега се што би сакала е да одам дома да спијам, Ама не. Дојдов да направам еден сладолед, Еден тоа многу ќе направиме убав еден сладолед. здрав сладолед, кој што има многу варијанти реално, меѓутоа ќе направиме само една од варијантите. Јас ова го споделив на TikTok пред некој ден, Драгче направив и најавив на луѓето. Викам, Браво. слушајте, морам јас прво да го направам дома, да не испадне нешто друго кај Драгче. И многу ми беше успешен сладоледот. Јас сакам да ти ослободам Дај место, секунда. за да си дојдеш ти со твојот рецепт овде. Добро. Јас ќе Добро, се уште обидам. малку, да, ти наваќе дојдеш. А ете така. Супер, јас сакам да разместивме. споделам еден брз и TikTok рецепт, јас така ги викам, затоа што нели луѓето сега сите имаат свои ставови за социјалните мрежи, јас зашто ги користам за да научам нешто и јас навистина многу убави работи имам научено Па и од точно се Instagram, TikTok, Facebook, нели. TikTok ми се допаѓа затоа што многу брзи работи идат. Обично кога сакам нешто брзо а здраво, таму само проверувам и овие ми се рецепти кои што и те како се Колега, доста да ги извадиме брзи. овие прво, па потоа Драгче, Јелена ајде, ќе продолжи. Таман, мислам дека сега се таман. Одлични се. Пази да не се Не. искажеш само. Добро. Затоа и нели кажуваме дека тоа е посебен тостер со камени плочи кои што навистина еве не се ниту гребе. Внимаваме. Да, тоа е најважно. Внимаваме. Ги пече убаво и сега ќе правиме И не ги гори, гледаш колку време стоje, види колку се убави. Многу Како убава убави, боичка има. прекрасни. Еве, овие јас ќе ги завршам, за потоа бучавата на малиот блендер. Па да, добро, не е ни тоа толку многу бучно, Не, ама правиме- сепак. Може јас да почнем со Можеш, рецептот? можеш. Вака, сакам да им кажам на нашите гледачи дека денеска ќе направиме една варијација од овој сладолед, значи потребни ви се 3 состојки, како што на нас не се потребни сега 3, меѓутоа вие можете да експериментирате како што сакате. Денеска ќе го направиме со грчки јогурт, иако јас многу преферирам котедж чиз, меѓутоа денеска немаме котедж чиз, имаме еден грчки јогурт кој што по некоја случајност има и јагода вкус тука. Намерно го земавме Знам, заради за да сезоната, одговара со јагодите, затоа што ќе го правиме со јагоди. Значи кажувам, имаме ние грчки јогурт, можете било каков грчки јогурт или ако најдете котедж чиз, исто тоа е уште подобра варијанта или еве со некој вкус кој што ќе соодветствува со овошјето кој што ќе го ставиме. Јас ќе го претурам сега тука. Сега правиме за нас двете, нели? Вие можете да си правите колку сакате, затоа не идам по грамажа, не знам тие работи. Секунда само. Го претурам целото тука. И следната состојка е овошјето. Овошјето може да биде што сакате, луѓе гледам ставаат банани, ние ставаме јагоди, малини, капини, боровница. Чека секунда, еве неколку јагодчиња ќе ставиме, само да ги сецнам. Ова ми е најпроверена варијанта и јас што правам, Драгче, во оваа смеса ставам протеин, меѓутоа сега немаме протеин. Ќе додадеме мед. Да, ќе додадеме мед. И тоа е се што ви треба. Нема млеко, ни шекери, ни ништо. Па да, Одлично е, како рече ти, рецепт за млади. Многу Значи? убаво го кажа тоа посебно. Јагоди ве преубавам, добро. Мора да пробам. Ајде, убаво Медот само за да внимавај секогаш убаво да ја затвориш чашата. Да. Ете така. Сега, значи ние ќе ставиме мед, иако јас сакам да ставам протеин. Не знам, многу сакам протеин. Добро. Нели, за луѓе што се физички активни, навистина овие здрави варијанти се многу практични. Ајде, мислам дека е сосема доволно. Да не па испадне премногу благо, ама пак ќе кажам секој со своите желби. Сега јас ке си спозалепам овдека. Дај, Драгче, чекај само да земам малку да се Еве ти избришам. салфета. Не, дај. Повели. Ми се залепи вако од јогуртот на... Оп. И готово. Сега ќе го затвориме. Не. Па ќе го барам рецептот на денот. Секако. Да видиме два рецепти денеска. Готово. Ова е добро затворено. И ќе забучи сега Не малце. малку клик. Така. Чекај, ова се Добро. пати и еве го едното копченце кое што е многу важно. Цело време мора да се држи. Сега пасаридите знаеш како прават? Вака, нели? Добро. Ајде повторно.
како ова малецко вака изгледа, али колку е силно и Силно, мотно и многу убаво, многу убаво. И лесно за да му се најде место. Можеш да го бараш рецептот затоа што ова е готово, следно кој што ќе го правиме е само ќе декорираме и ставаме во фрижидер и Добро. тоа е тоа. Ајде, додека јас го читам рецептот, ти ќе ги повлечеш тањирчињата кои што не ти се потребни. Јас ти ги ставам Ете тука така. позади. Одиме со рецептот на денот да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Сладолед, 2 кутии грчки јогурт, 200 грама јаготки, 50 грама мед или протеин. Тоа е за сладоледот кој што го подготви колешката Јелена. Стапчиња, тостерки, 500 грама брашно, 2 јајца, 120 мл млеко, 3 до 4 лажици шеќер, 10 грама путер и 4 лажици масло. Масло за јадење. Ова е за тостерките, но бидејќи правиме пола доза, тоа едно јајце и се нели на пола. Ајде сега декорираш ти, ќе ти ги додадам стапчињата за да од страна барем додадеш по едно на самите чаши. Сега да имаше протеин, ќе беше многу погусто затоа што Погусто. протеинот сам по себе Ја згуснува. ја згуснува, се извини, структурата. Добро. И ова не е проблем, ама со протеин некако мене ми е баш испробано и сигурна варијанта, инаку и ова е окей. Драгче, толку. Ти додадов таму 2 лажички. Ова треба од да го страна. замрзнеме сега, друго е, знаеш, Добро. кога ќе го смрзнеме. Повелете. Ајде, додај од страна. Чека се. Ете, Вака. така, да. И на едното и на другото. Чека, ова е потаква. Така. За сликање. Така. И Ајде, сега имаш и можеме- лажичиња од другата Знаеш страна. како може во црно тацната. чоколадо? Добро, сега ова давам. Зошто не ми кажа, можев да ти додадам. Имам во ташната едно грчко такво од стевија, многу убаво. Одлично, нели? Повели. Еве ти лажичиња, кои што имаш малечки лажичиња, а јас да ги подготвам подароците. Лели подароци или има? Се заборавам дека имам подароци. Да. Добро, Драгче, ова сега јас би сакала во фрижидер да отиде искрено. Па добро, нека го Не, ти следат можеш да го камерите, пробаш, да. па потоа ќе видиме каде ќе оди. Така, чекај вака. Прво да се слика и да се снима, па после да се јадеме, Потоа молам. да се јаде. Многу убаво изгледа, види колку Ти е убаво. благодарам, денеска беше и добар асистент и направи убав десерт. Тостерките и ови Се и другите преработи ќе ги денес, направиме искрено. за колегите кои ќе седнат по завршувањето на емисијата. Ти благодарам од се срце, пријателите од Мост повторно, да ги посетиш, да си одбереш нешто убаво. Да, и гледачите да ги посетат, сите вие кои што не сте биле, како што кажа Драгче, веднаш после мостот на Битпазар, ќе го видите мал трговски центар кој што нема внатре. Искрено ви го кажувам ова. И нашите пријатели од ПКБСКО рече со На друштво. татко ми какво друштво јас. Ово татко ми има да замези, знаеш како? Така. Ти благодарам уште еднаш, беше прекрасна и денеска, а се надевам дека соработката и понатаму ќе ни продолжи па и во третата сезона. Леле, ти благодарам многу и на тебе, Драгче. Јас Ете, еден така. пат убаво си поминувам на овие емисии, ти посакувам тебе добро здравје, прво. Амин. Па после да се гледаме и вака само за убави работи. За убави работи. Па ете не, драги наши, пред самиот крај на денешното другарување се надевам дека ви бевме интересни, ви направивме интересен рецепт. Направете го затоа што еве одзема само неколку минути, 15 на минути, за да имате убав десерт дома за можеби и изненадни гости. Ве сакам и ве поздравувам. Чао, чао.